Приказна за кралот Артур. Многу одамна живееше еден мудар крал кој се викаше Утер. Неговиот советник беше мојкиниот волшебник по име Мерлин. Еден ден Мерлин го потсети кралот на неговото ветување, дека ќе му го даде неговото првородено дете. Кралот се согласи, затоа што Мерлин го беше задолжил за услуга. По некое време, кралот беше благословен со дете. Кога ја доби веста, Мерлин го посети кралот и тој си го исполни ветувањето. Веднаш му го даде детето на волшебникот. Мерлин го однесе детето во црква и го крсти Артур. Мерлин му го даде детето на еден витез, кој се викаше Сер Хектор. Сер Хектор го чуваше детето како свој син. Освен кралот, Мерлин и Сер Хектор, никој друг не знаеше за раѓањето на момчето. Артур растеше како втор син на Сер Хектор, бидејќи овој веќе имаше син по име Кај. Двете момчиња растеа како вистински браќа. Годините поминуваа и еден ден кралот Утер почина без да остави наследник на престолот. Витезите на дворот почнаа меѓусебно да се докажуваат дека се достојни за престолот. Мерлин ги посоветува да престанат со расправиите и да се молат во црква за некој знак кој ќе им помогне во изборот на законски наследник на англискиот престол. Витезите отидоа во црква да се молат. Во тој миг се случи чудо. Во дворот на црквата се појави камен со меч забоден во него. На каменот беше испишана порака: кој ќе го извлече мечот од каменот, тој ќе биде законски крал на Англија. Веста за ова чудо, како распламтен огон, се рашири низ целата Англија. Луѓето доаѓаа во дворот на црквата за да го видат ова чудо. Многобројни витези од сите краишта на Англија се обидуваа да го извлечат мечот од каменот, но никој не можеше ни да го помести. На крајот се откажаа. Двајца витези стоеа покрај мечот за да го чуваат. Кога се појави ова чудо, Артур имаше само 15 години. Бидејќи никој не можеше да го извлече каменот, мечот остана да го чека својот законски собственик. Неколку дена подоцна се одржуваше витешка борба во која учествуваше и Кај, постариот син на Сер Хектор. Бидејќи беше многу млад за да учествува, Артур го придржуваше Кај во оваа борба како негов помошник. На пат кон местото каде што се одржуваше борбата, Кај забележа дека го заборавил својот меч дома. Артур, дали ќе можеш да отрчеш до дома и да ми го донесеш мечот? Го замоли Кај. Бидејќи Артур многу го сакаше својот брат, го послуша и истиот миг потрча за да му го донесе мечот. Но кога пристигна дома, се зачуди кога виде дека вратата е заклучена. Си помисли: нема да дозволам брат ми да тргне во денешната борба без меч. Ќе одам и ќе го извлечам мечот кој е во дворот на црквата. Артур побрза кон црквата. Кога пристигна, веднаш влезе во дворот и тргна кон мечот, кој во тој миг никој не го чуваше. И тогаш, без напор, Артур го извлече мечот од каменот. Брзо отрче кај Кај и му го даде мечот. Кога овој го погледна мечот, се налути. Зошто не ми го донесе мојот меч? Чиј меч си украл? Го праша налутен. Артур се исплаши кога го слушна Кај, но собра храброст и рече: јас не го украдов овој меч. Кога дојдов дома, вратата беше заклучена. Па затоа отидов во дворот на црквата и го извлеков мечот од каменот. Кај не можеше да им поверува на своите уши. Беше вчудоневиден и помисли дека неговиот брат лаже. Не е можно дете да го извлече мечот. Затоа Кај и Артур се вратија во црквениот двор и го вратија мечот во каменот. Еден ден Кај и Артур беа во црквениот двор додека некои витези повторно се обидуваа да го извлечат мечот. Како и секогаш не успеваа. Откако сите се обидоа, Артур застана врз каменот и без напор го извлече мечот. Луѓето беа зачудени.
Не можеа да поверуваат дека едно момче со обично потекло може да го извлече мечот. Постојано бараа од Артур да го извлекува мечот од каменот повторно и повторно, и секој пат Артур го извлекуваше мечот без никаков напор. Волшебникот Мерлин пристигна во дворот на црквата и го виде Артур со мечот. Тогаш Мерлин им раскажа на насобраните витези и на граѓаните дека Артур всушност е син на кралот Утер. Така Артур беше крунисан за крал на Англија.